Трето, директно ги поддржуваат или не ги поддржуваат владите домашни. И четврта и најбитна работа, на дневна основа се во текст работите кои што се случуваат дома. Така што сите овие 4 работи им даваат на тие пратеници една подобра можност да дискутираат за актуелните прашања и да носат заклучоци, затоа сметам дека еден форум кој што треба да се искористи. Ние ќе бидеме исклучително активни. Она што го слушаме од нашите пријатели е, например, дека голем број на земји кои што сега важат вака за регионални фактори, например еве Словенија, многу умешно го користеле Советот на Европа за да ја промовираат својата држава. И ние ќе правиме истото. Значи нема да има само политичка промоција, ќе има во исто време промоција на културата, промоција на туризмот во државата, промоција на економијата во државата. Планираме специјална промоција на македонските вина и на македонските земјоделски производи, така што ќе се обидеме во овие 6 месеци и во Скопје и Охрид, но исто така во Страсбург да ја презентираме државата што подобро. Вие сте млад пратеник, меѓу најмладите пратеници во македонскиот парламент, со своје интернационално искуство, уште од младите години, затоа што ве прашувам, што мислите според вас, македонскиот парламент ја завршува, заокружува својата агенда, што се однесува за Европската унија, законите, на релација, дебати, прифаќање, неприфаќање опозиција, што е нормално во демократијата. Кажете ми, колку позитивен сигнал од Македонија ќе биде пратен и во однос на воспоставување на контакти со вашите грчки парламентарци, со оглед на тоа што откако САД ја призна Република Македонија, они ги замрзна односите на парламентарно ниво. Како ќе се одвива? Точно, ќе почнам од последното, именно по признавањето на Соединените американски држави на Република Македонија по своето уставно име. Има еден неформален договор помеѓу релевантните политички субјекти во Грција, тоа го знаеме сите, да го лимитираат нивото на контакти, кој што сега првпат се одмрзнува со средбите помеѓу двајцата премиери, но за жал се уште сме немале еден позитивен чекор на соработка. По однос на парламентот би можел да кажам дека постои група за соработка со грчкиот парламент. За жал од другата страна, грчка страна не постои група за соработка со македонскиот парламент. И ние постојано нашата група соработка испраќа писма до грчкиот парламент, каде што бара да имаме заедничка средба за да продискутираме. Дополнително и председателот на собрание испрати писмо до председателот на собрание на грчкиот парламент за една средба каде што тој би дошло во Скопје, заеднички би дискутирале. Сметам дека е предност на пратениците што не се оптоварени со владините агенди, што може многу поотворено да дискутираат. Дополнително во тие групи за соработка и делегации има представници на власти и на опозицијата, така што се гледа целата состојба во државата. Но за жал од грчка страна се уште немаме одговор, а председателот на грчкиот парламент одговори дека ќе се согласи на средба како ќе биде решен спорот со името, што апсолутно го покажува нивниот ригиден однос по однос на ова прашање. Јас уште еднаш би сакал да апелирам да се надминеме сите ние како политичари, но пред се како представници на народот и да почнеме да комуницираме, заради тоа што сметам дека во интерес и на македонскиот и на грчкиот народ е да соседните пратеници комуницираат. Сметам, како личен успех, сметам две работи кои што сега би сакал да ги напоменам. Првата е, очекувам во Скопје на 20 и 21 мај да дојдат грчки пратеници. Тоа нема да е билатерална средба, ќе е во рамките на Советот на Европа, но ќе дојдат во Скопје и сметам дека е добро да дојдат во Скопје, за видат дека тука немаат непријатели. Туку имаат луѓе кои што се горди на што го имаат и кои што сакаат да бидат равноправни исто како грчките пратеници и како сите останати во Европа. И втората работа, минатата година јас сум меѓу другото и шеф на нашата делегација во Собранието на Западноевропската унија. Тоа е организацијата од која што подоцна е формирана Европската унија. Таму ние сме асоцијативна членка, тоа се смета практично за еден клуб на богати, каде што првите земји кои што се во Европската унија и кои што практично се основачи, првите 15 земји се полноправни членки. Како шеф на нашата делегација, јас успеав минатата година да го донесам сегашниот заменик премиер на Грција во Скопје. Тој имаше средби тука, беше исто така во рамки на една делегација, значи не беше сам. Во тој момент беше водач на социјалистичката група во Собранието на Западноевропската унија, нели тоаш беше пасок во опозиција, но имаше средби и со председателот на државата, и со премиерот, и со председателот на собрание. Така што мислам, тоа е господинот Пангалос, тоаш покажавме дека постои можност за соработка без разлика на сите контроверзи кои што сите нас како личности може да не следат. Така што овие два примери сметам дека ќе се еден позитивен пример за да конечно се охрабрат грчките пратеници и дојдат во Македонија и да почнеме да ја развиваме таа група за соработка помеѓу двата парламенти.
мислам дека најдобар начин за надминување на проблемите е директната комуникација. Господин Николовски, благодарам што ви бевте гостин на Македонската телевизија. Благодарам на можност. Ви пожелувам успешен и среќен мандат. Благодарам уште еднаш. Назад сме во студиото, господин Спасеновски, слушнавме како течат подготовките. Најжешката дебата е името Македонско председателство 2010 со Советот на Европа, кој што направи проблеми, дали се надмина тоа, дали е сега се во ред? Па, спецификата на ситуацијата во која што е најдена Република Македонија е токму таква, независно за тоа за какво прашање ние дискутираме на меѓународната политичка сцена, обично најголем дел од енергијата ја губиме околу навидум прашања кои што се сосема логични и лесни за разбирливи, меѓутоа предизвикуваат реакција од страна на одредени држави, во случајот од страна на Република Грција околу именувањето на македонското председателство како македонско председателство, исто така како што претходно да речеме шпанското председателство било шпанско председателство или српското председателство било српско председателство. Во таа смисла ја само би се повикал на изјавата на македонскиот министер за надворешни работи господинот Антонио Милошовски, кој што изрази надеж и изрази увереност дека Република Македонија своето председателство ќе го именува токму така, каква што е праксата на Советот на Европа како една од најголемите институции која што впрочем се залага и за унапредување на човековите права, за унапредување на соработката и за унапредување на пријателството помеѓу државите на европскиот континент. Од таму сметаме дека нема поголемо и позначено прашање во случајов кој што може да се подведе по тие категории кои што се однесуваат на демократијата, доброто владење и на тамошното јакнење на соработката, каква што е ова во однос на именувањето на председателството. Од таму, имајќи го предвид овој генерален факт, како и фактот дека Советот на Европа представува институција која што во голема мера ја артикулира потребата од натамошно напредување на човековите слободи и права на народите и на граѓаните од европскиот континент, јас сум уверен дека сепак на крајот на денот, токму заради причините кои што доведоа до создавање на Советот на Европа, македонското председателство ќе биде македонско председателство. Овој факт од една страна, но исто така и начинот и овластувањето кој што ги има секоја држава која што председава со Советот на Европа, а Република Македонија е држава членка на Советот на Европа, таа е рамноправна како и останатите 47 држави, вклучително и нашиот јужен сосед, мене ми дава за право дека Република Македонија ќе го води Советот на Европа така како што го водеа и претходните држави членки на Советот на Европа, при тоа доведувајќи се многу повеќе во ситуација да дискутира и да наметнува конкретни проблеми, конкретни прашања, кои што се дел од нашите приоритети за време на ова 6-месечно председателствување, бидејќи нашата цел не е да се занимаваме со прашања кои што не определуваат смислата на нашето председавање со Советот на Европа, туку напротив, да се фокусираме на прашања какви што се човековите права и слободи, какви што се диалогот помеѓу културите, какви што се позициите на младите како една од носечките категории во европскиот континент, какви што се положбата на националните малцинства, статусот на ромите, статусот на жените, позицијата на Европскиот суд за човекови права и слободи, значи да се фокусираме на теми кои што произлегуваат од сршта на активностите кои што ја определуваат смислата на Советот на Европа и во таа смисла во следните 6 месеци да направиме малку поголем исчекор во однос на реализацијата на приоритетите на Советот на Европа, меѓутоа исто така од друга страна да наметнеме прашања, да наметнеме теми кои што се фундаментално важни за Република Македонија, бидејќи впрочем и нашата цел како држава која што председава со Советот на Европа, какви што се целите и на останатите држави кои што председаваа во минатото и кои што ќе председаваат во иднината, а тоа е да ги наметнат сопствените цели, сопствените интереси и да се наметнат како субјекти на меѓународната политичка сцена кои што заслужуваат почит и имаат капацитет да се носат со проблемите кои што ги налага денешнината во рамките на државите на европскиот континент. Колку може реално да се наметнат интересите на една земја, колку Македонија реално ќе може да наметне своји интереси, дали во председателство само на хартија или на вистина постои реална можност и шанса да си го кажеме својот збор? Па Советот на Европа е една институција која што изникна од условно речено виорот на Втората светска војна и нејзините основачи, првите десетина држави членки, настојуваа да формираат институција во која што сите ќе бидат еднакви, во која што ќе нема привилегирани и помалку привилегирани, институција во која што наспроти оној ужас кој што го зафати европскиот континент и светот со Втората светска војна, ќе промовира дух на соработка, на разбирање, на толеранција помеѓу народите и помеѓу државите на европскиот континент. Република Македонија постигнувањето на сопствената независност и претходно како резултат на сукцесијата, бидејќи Социјалистичка федеративна Република Југославија беше членка на Советот на Европа, себе си може да се смета и како држава основач на Советот на Европа.
ние имаме исти права и исти обврски како што денеска ги имаат 47-те држави членки на Советот на Европа. Во моментот кога ние се зачленивме, ние бевме 38-та држава членка на Советот на Европа. Меѓутоа, независно дали сме во првите 10 како резултат на наследството